Економијата порасна за 3%, објави државната статистика. Најголем раст има кај секторот уметност, забава и рекреација 17%, трговија 9,4% и стручни и научни дејности 7,7%. Од друга страна во негатива се секторите земјоделство минус 4,7%, градежништво минус 2,6% и информации и комуникации минус 1,7%. Извозот во третото тримесечје од годинава порасна за 12%, увозот за 7,5%, а финалната потрошувачка за 4,1%. Во првиот квартал вкупниот раст беше 0,9%, а во вториот и третиот 3%. И за да се достигне владината проекција од 2,8% за цела 2018, која веќе беше намалена со ребалансот, економијата треба да порасне во последниот квартал најмалку за 3,3%. Од владата се оптимисти. Веќе првичните резултати што ние ги имаме во нашите институции, а се надеваме дека и статистика тие ќе ги покаже за четвртиот квартал, веќе градежништвото очекуваме дека ќе бележи раст над претходните години. Но она што е многу важно е дека овој бруто домашен производ е генериран од реалната економија. Лани Македонија заврши со 0% раст, односно економијата тапкаше вместо. Од тука бројките за годинава се подпираат на релативно слаба основа и не се показател дека стопанството вистински закрепнува. Од Светска банка не сакаа да ги коментираат бројките за раст. Нема да се фокусирам на бројките од третиот квартал, но би сакал да истакнам дека да, постои позитивен тренд и претпоставам дека и вие се сеќавате дека минатата година имавме 0% раст. Домашните бизнисмени се оптимисти. Економијата полека закрепнува по катастрофалните резултати изминатиот период, особено во градежништвото кое со години беше столбо што го подпираше растот. Сега со овој раст може да очекуваме дека оние и предвидени можеби проекции што се и согласно направениот ребаланс на буџетот дека можеби би можеле да се остварат до крајот на годината, меѓутоа сепак треба да се очекуваат и податоците од четвртиот квартал. Уште од сега е тешко да се замисли дека владеачката СДСМ ќе го исполни предизборното ветување за просечен економски раст од 5% во текот на мандатот. Дури ако се остварат проекциите за економски раст од 2,8% годинава и 3,2% во 2019, во втората половина од мандатот БДП би требало да се зголеми за најмалку 7% годишно. Ке даде Господ, ако не се повтори октомври како што не се повторува, не смеам да зборам за деталите, треба да видиме ноември и декември, моделот на наплата на приходите. Ние очекуваме вториот квартал да се движи околу 3, значи без разлика што имаше референдуми, не знам, односно третиот квартал, вториот беше 3,1, а ако го успееме некаде околу 3 вториот квартал, тоа е веќе сериозен сигнал за стабилизација на растот. За следната година проекцијата на владата е раст од 3,2%, на Народната банка 3,5%, а на Меѓународниот монетарен фонд 3,8%.